Надалеку прочените полиглотски способности прераснуваат во нова димензија во која, освен покажувањето достојно познавање на јазикот, следува фазата на прецизирање со интерпретација во консекутивна форма. Во нашата земја, според мене, се случува еден хилинг или заздравување. Според мене, може би претенциозно гледам, но тоа на крајот е чувство и филинг на граѓаните. Сепак, не достига осет за тоа каде и што стои во редоследот на одговорност при извршување на преземените обврски, па најчесто во таа битка на титаните страда тревата, позиција која што е базичен елемент на македонската политичка култура. Рибата смрди од опашката. Не случајно се овие кованици од нашиот народ. Покрај евидентното познавање на анатомијата на работниците и на причините поради кои, според традицијата, еден организам се распаѓа, завидно е нивото на познавање на распоредот и функцијата на деловите од човековото тело задолжени за вид и за слух. Кои што имат уши, а се прават слепи. Имат очи, а се прават слепи. Се разбира, свое влијание има и местоположбата, па Самоиловиот дух кој од кулите се спушта на кај градот, со сигурност ги вградил неопходните познавања на историјата, која како легенда се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено. Сите заедно. И власи, и албанци, и македонци, и турци беа против османлиското робство. Беа сите заедно. Ладниот прием на ова возбудливо модерно гледиште за сознанијата од минатото целосно ги елиминира и желбата и нагонот за впуштање во дополнителна експликација на таа врска, придонесувајќи за потполно губење на политичкото либидо. Сите се осеќаме фригидно во одредени моменти. Тоа е чувството кога навистина не постои ниту една можност за корекција, бидејќи линијата на отпорот е одамна падната и се сведува на исчекување на нова серија патрони, со кои постојано се стрела директно во погрешната мета. Со сила на човека можеш да му дадеш, не можеш да му земеш со сила. Односно, можеш да му земеш со сила, не можеш со сила да му дадеш. И на крајот, кога и покрај се, за се може да се најде рационално објаснување. Не знам дали е тоа струмички или македонски, не знам, го имаме во нашиот речник. Кога нешто така забушаваш, бараш изговори, се вика мрчење, тоа е така, се нешто мрм. Колоквијалниот јазик трпи забушавање, ама се додека тој не почне да се користи како изговор за отсуство на резултати. Оти само тогаш и се мрчи.